стената и прозорци. 107 милиони денари инвестиција беше. Кровот, фасадата и Фасадата и прозорци. прозорците, да. Од надвор комплетно. Беше енергетски неефикасно претходно. Сега имаме енергетски ефикасна фасада, која што ќе овозможи сериозна заштеда и нормално поголем комфорт внатре, значи потопло и летно време поладно. Од 7 до 9 милиони денари е годишна заштеда на средства само по овој основ. Заради тоа што ќе трошат сериозно помалку нафта. До 150.000 евра годишно заштеда. Да, до 150.000 евра годишно заштеда. Порано троша На нафта. 5 цистерни мазут. На мазут, 5 цистерни месечно. Во најкритичните, најладните, кога е поладно. Сега 2, максимум 3 цистерни. Тоа значи и има изолација силна во новата фасада. Силна изолација, нови прозорци. 10 сантини стиропор со сите додатоци, енергетски ефикасна фасада, алуминиумот, топли алуминиум, си немаме горешна дограма, крово е горе со изолација, со цела реконструкција на младежу кој бил, и внатрешна со громограни, со грејачи за улуци да не мрзне во зимниот период. За во салите се више. И котлите исто се сменети. И еден котел е сменет во првата фаза. Така. И тоа исто влијае. Тоа е сериозна заштеда. Тоа е за 10 години милиони и пол. Да, евра. А буџетот не им се намалува. Што значи тие средства ќе можат они да си ги искористат за нивни развој. Дали некој ќе купат апарат, дали нешто друго ќе направат, тоа е веќе во рацете на менеджментот на болницата. И лошо изгледаше онака преходно фасадата. Не беше чепката, од кога е изградена. Која година е изградена? 70-те години, некој 72-та пуштена во потреба и од тоа што е ништо гибнато, освен некои добри догаѓања. Али ваква реконструкција до сега. Ова е прва темелна реконструкција надворешна. Ние имавме план, во програмата ни беше предвидено и комплетна внатрешна. Тоа беше 635 милиони денари, негде 10,5 милиони евра проект. Така. Таму предвидувавме комплетна внатрешна реконструкција и подигнување на стандардот, она што го правиме секаде. Да. Собите со помал број на кревети, тоалет во секоја соба, реновирање на операциони сали, све имавме предвидено. Тоа требаше да почне 2018, прва фаза, втора фаза 2020. И со тоа практично комплетно требаше да се затвори целата болница, тоа ни беше планот. Значи над 10 милиони евра проектот. Над 10 милиони евра проектот е направен. Готов е проект. Значи само тендер за градба. Тендер за градба треба само. Исто беа платен и остаток од заразни другите објекти што не влегоа во фаза. До соба со негативен притисок за посебно инфективни болести. Така. Са паралелно со тоа и опрема доста набавивме. Имаме преку 6 милиони евра опрема. Има тука и компјутер, магнет има ангиограф, литотриптер за кршење на камен, бубрек и така натаму. Ангиографија ова за интервенција на срце, кардиологија. интервентна кардиологија. Да, и таа функционира овдека. Како функционира? Веќе имаме преку 1400 интервенции. 1400. Отворена е 6 август 2012. Тоа се волно стентирање и иконографија. Тоа е хитри стентирање, коронографии и од најмодерните стентови во соработка со клиниката за кардиологија. Оние пациенти што претходно ги патувавме до Скопје, сега ако имаат таков да не патува пациентот до Скопје, доаѓаат доктори од кардиологија, се извршуваат интервенции тука. Почнахме и периферија на освен на срце и на крвни садови на екстремитети, веќе и такви. Од 2012 до сега имаме сериозно кадровско зајакнување на болницата, тоа е третиот стол. Значи инфраструктура, опрема и кадар. 250 лица имаме примено во болница од 2012 до денеска. Тоа е огромна бројка. Доктори, од кои сестри и 46 доктори. 46 доктори. Други од сестри, болничари, лаборанти и така натаму. Она што беше за зрачење, бункер што требаше? Бункерот е ево го, готов е. Тоа е бункерот. Тоа кафјавото? Тоа, да. Тоа е комплетно готов и апаратот е стигнат. Имавме тендер, сега го завршивме за инсталирање на апаратите. На овој, на тој во Штип и на тој во Скопје. Очекуваме да почне со инсталирањето. Значи за зрачна терапија нема да треба во Скопје да се оди. Терапија, да, нема. Тоа е најсовремен акселератор, веќе е донесен.